Судењето за Кочани е тест за целото општество и мора да се води кристално чисто, а СДСМ не бега од ниту една расправа и го прифаќа барањето од ВМРО-ДПМНЕ, анкетната комисија во собранието покрај за Кочани да биде проширена и за другите трагедии, како модуларната болница и Дурмотурс, изјави лидерот на СДСМ Венко Филипче. Откако пратениците од СДСМ вчера во собранието ја доставија иницијативата за основање анкетна комисија, на која осем нивните потпишани се и пратениците од левица. Филипче вели, доколку има и други иницијативи за надзорна расправа, тие ќе ги поддржат со цел да се дојде до вистината. Филипче реагираше и на изјавите на премиерот Мицкоски, која обвини СДСМ дека води некрофилска политика. Ова не е ново, го говори подолг временски период наназад. И таа реторика на навреди сметам дека покажува само една работа, а тоа е фрустрација од неуспешните обиди да вистината или некои блиски луѓе на ВМРО-ДПМНЕ се заштитат од истрагата. Не бегаме од ниту една расправа. Не, нека се закаже за било која трагедија, за било кој случај. Ние сме тука да дебатираме на било која тема, во било кој формат, така како што тоа го нудат институциите. Очекуваме да се слушне сечи глас. Ова е барање пред се на родителите. Мислам дека заслужуваат тоа барање да им се оствари. Откако дел од неговите сопартици јавно го повикаа на одговорност за лошите резултати на партијата, сомневајќи се за некаков скриен договор со ВМРО-ДПМНЕ, Филипче негира дека постои било каков таен или полутаен договор со владеачката партија, а опозицијската реторика на СДСМ според него е заслуга за изгубените гласови на ВМРО-ДПМНЕ. Сакам многу јасно да демантирам дека има било каков скриен, таен, полутаен договор за било што со ВМРО-ДПМНЕ. Не може да има договор што со луѓе кои што прашуваат колку чинат животите на децата у Кочани. Не може да има договор со луѓе кои што кажуваат дека сега не е време за реформи, туку било време на војни. Не може да си дозволи претседателката на државата, која што пред само година и пол доби пола милион гласови, да каже ова не е време на реформи, сега е време на војни. Не може да си го дозволи тоа. Само неколку дена, откако Никола Груевски од Будимпешта пишува пост како било ова време на војни во Европа. Филипче упати критики и за реформите во правосудството, а власта според него манипулира со прашањето за повисоки плати на судиите и обвинителите, наместо да го зајакне правосудниот систем и судската независност.